Од денеска учениците во Кумановското село Речица ќе следат настава во целосно реновирани простории. Внатрешниот дел на подрачното училиште 11 октомври е обновен преку проект на хуманитарната организација Срби за Србе од Белград во соработка со Сдруженијето Спона. На свеченото пуштање во употреба на обновениот дел од училиштето присуствуваа представници на хуманитарните организации од Србија и од Македонија, членови на Советот во општина Куманово, наставници, родители, како и македонскиот и поранешен југословенски фудбалер и тренер Вујадин Станојковиќ, кој потекнува токму од Речица. Неговото присуство на денешната свеченост, како и на останатите гости, беа поздравени со огромен аплауз. Донаторите од Србија беа пречекани пред училиштето со неколку ора во изведба на културно-уметничкото друштво Српски вес од Куманово, пошто беше пресечена и црвена лента. Последниве месец дена од оваа година се реновираше училиштето, подрачно училиште во село Речица, при основно општинско училиште 11 октомври. Главни донатори за овој проект за изведување на комплетно реновирање на внатрешноста се хуманитарна организација Србе за Србе и хуманитарна организација Спона. Имаше подготвено од страна на училиштето пригодна приредба со која што обележавме оваа свеченост. Имавме драги наши гости од хуманитарните здруженија. Гостини исто беа наши родители, ученици, наставници. Среќни и задоволни продолжуваме со настава во реновирано училиште, во подрачно училиште село Речица при основно општинско училиште 11 октомври. Комплетно реновирање на подови, ѕидови и плафони, како и поставување на нови врата во внатрешноста. Во догледно време набрзо ќе најде и проект за го изработуваме веќе проектот за реновирање и на комплетна фасада, а и на внесување на материјал кој што е потребен за наставен материјал кој што е потребен за работа на училиштето. Станува збор за смарт табли, компјутери, нешто кое што е потребно несекојдневно за работа на наставниците во 21 век. Хуманитарната организација Срби за Србе постои веќе 2 децении во Србија, со основна цел да им се помогне на социјално ранливите многудетни српски семејства на целиот Балкан. Но освен со директна материјална помош на ваквите семејства, организацијата континуирано помага и на народните кујни, болниците, основните и средните училишта, универзитетите, односно на сите оние кои што се грижат за здравјето и образованието на децата. Организацијата во Македонија успешно функционира последните 4 години, а животот, благодарение токму на Срби за Србе, им стана поубав и повесел на 172 деца. Именно денеска, благодарение на хуманитарната организација Срби за Србе од Белград, успеавме да ја реновираме во потполност, да реновираме просториите и да обезбедиме максимални услови за учениците од ова училиште, како и сите останати, бидејќи овие дечиња заслужуваат услови од 21 век. Се надеваме дека она наше реновирање што го направиме ќе служи и за оваа генерација, но и за многу идни генерации, бидејќи ова беше реновирање од траен аспект. Ние во 2023 година го реновиравме и основното училиште во село Четирце, каде условите за настава беа исто така испод секој критериум на образованието. Нашите печатоци и средбата денешна даде голем позитивен импулс да продолжиме со реновирање на училиштата и да обезбедиме на децата нормални услови. Се надеваме дека во 2025 година ќе реновираме уште едно училиште на просторот на Куманово и Кумановска околина. Ние севкупно до денешниот ден успеавме да помогнеме 172 деца. Тоа значи, на некои од нив се направија куќи клучна рака во зависност од нивната состојба, а на некои соби, спратови и така натака, генерално 172 дечиња се смета да добиле сите кревети, да добиле работна маса, да добиле ормани и сите услови, како и останатите деца кои ги имаат такви услови. Наше било најме што сме могли да дамо новац и да уложимо во ваков проекат. Захвалувам се што нам е била шанса да дате прилика да учествуваме во овоме. На вама ви сте дадли веќе дел посла и чето ми е директорка и наставници, а и дечица на кои е сад да уче још болje, да уче оваквим лепшим условима и да дадат свој максимум, да израсту добри луѓе, да буду надахнути, да
se okupljaju ovde, pogotovo samim dan u sve većem broju. Tako da ne bih imao još puno toga da dodam. Naša primarna misija je pomoć porodicama sa decom, a ovo su nam neki sporedni projekti koji su nam podjednako bitni, tako da, eto, posle školu u Čutircu, imali smo priliku da uložimo sredstva i ovu školu, tako da, eto, nadamo se da smo i na ovaj način pomogli deci koja su nam prioritet. Srpskиот културно-информативен центар СПОНА соработува со Основното училиште 11. октомври од Куманово веќе 15 години. Spona od 2010. godine sarađuje s ovom školom i mogu reći da iako su uslovi bili takvi kakvi ste ih opisali, ipak je toplina bila i zadovoljstvo i radost biti u ovom mestu. Dakle, o Savindanu, o Srpskoj novoj godini, o patronatu škole i zaista ovo je samo upotpunjena slika stanja u kom su oni živjeli zahvaljujući razumevanju, pregalaštvu, predlogu, radu nastavnika, direktora škole, ali i velikom osloncu u našem humanitarnom radu, to je organizacija Srbi za sebe. Dakle, mi smo terenski ovde bili prisutni, sarađivali smo, radili, ali ovo što sada vidimo zaista je samo pregnuće i razumevanje rukovodećih ljudi ove organizacije i zaista, eto, mi ostvarujemo te dečje snove, sanjamo ih i mi zajedno i nema lepšeg i svečanijeg trenutka nego da upotpunimo и живимо те дечји снови. Во знак на благодарност, но и надеж за идна соработка, менаџментот на училиштето им врачи благодарници на донаторите. Претходно присутните имаа можност да уживаат во пригодната приредба, подготвена од учениците и наставниците со поетско-музички точки на македонски и на српски јазик.